ИПАРД фондовите. Председателот на СДСМ Венко Филипче најави дека ќе има серија 2.0 на, како што рече, нови бомби за скандалите на власта, со што ќе бидат презентирани корупциски шеми. Воедно повторно најави дека ќе ја повика европската обвинителка Лаура Ковеши да се запознае со скандалот со ИПАРД 3 програмата, но и дека ќе побара помош од италијанскиот антикорупциски тим кој се борел со мафијата Коза Ностра. За помош ќе побараме и иницијатива ќе поднесеме до антикорупцијските институции во Италија, кои што со години и децении се бореа против најорганизираната европска мафија, Коза Ностра. Ако тие се справија со Коза Ностра, можеме и ние тука да се справиме со оваа мафија на ВМРО, ДПМН. Ние ги спремивме новите бомби 2.0. Најавам дека утре следува нов скандал, нова корупцијска шема, се членови на владеачката гарнитура. Од ВМРО ДПМН вратија. Иронично е кога Филипче зборува за борбата против криминалот и тие се последни кои имаат право да зборуваат за тоа, велат од владеачката партија. Убедливо најиронично е кога Венко Филипче зборува за борбата против криминалот. Тоа е исто како човек со сомнителни морални навики да го поставите да биде наставник за етика. Смешно, но СДС тоа го представува како некоја сериозна работа. Овој настав на СДС, односно на Филипче, е уште едно политичко харикири. Обид да се испере нешто што не се пере ниту во топла, ниту во ладна вода. Инаку Филипче денеска го најави и антикорупцијскиот тим кој, како што рече, е еден од столбовите на новата програма. Составен од млади лица, првиот човек на СДСМ рече дека тоа ќе биде новата сила која ќе истражува и ќе ги разоткрива сите корупцијски шеми на власта. Рече и дека наскоро ќе биде објавена и платформа во која и граѓаните ќе може да пријавуваат корупција.